Во теоријата на литературата постои едно навидум невидливо, срамежливо забележување кое вели дека колку подобро, колку повеќе познаваме биографијата на еден писател, толку можеме поквалитетно, вистински да го разгледуваме, толкуваме и вреднуваме книжевното дело на писателот. Во животот случајности не постојат. Тоа правило особено се однесува за втемелувачот на современата македонска литература Кочо Рацин. Само неколку нафрлоци. Рацин има харизма за која забележуваме многу ретка појава. Харизма која е Божја дарба и која во него се вградува од задојувањето со мајчиното македонско млеко и со првите чекори и првите зборови на мајчиниот македонски јазик. Рацин е човек кој чекорел пред сопственото време. Рацин е извонредно интелигентен, умен, даровит, борбен човек, секогаш спремен да го сослуша соговорникот, но никогаш не пропуштајќи да ги соопшти своите судови, своите ставови, своите вредностни оценки за нештата. За Рацин и во неговото книжевно дело, и во животот, и во делото како единство, особено место и значење има жената. Тоа пак не враќа до почната врска со Марија Солева, неговата мајка, мајка на 4 машки и едно женско дете. Меѓутоа, со безмерна љубов кон најстарата, најголемата рожба, синот Кочо, кој со неа до последниот ден, до последниот здив, ги споделувал сите таги, радости, сите недоумици и сите убавини, вознеси, занеси, што ги носи животот сам со себе. Тоа од животот, што ќе рече од домашното воспитување. Рацин најубаво го кажува, го покажува, го докажува и во своето творештво. Посебно место и значење во неговото целокупно творештво има жената. Да се подсетиме на неговите први 2 стихозбирки, песни од младоста, создадени во текот 1928-1929 година, во кој не го среќаваме за нас познатиот поет на иднината, поетот на борбата, поетот на слободата, туку една современа, модерна, творачка елаборација, еден извонреден, суптилен дух, кој до последен здив е предаден на жената, на љубовта, на убавините. Жената како извор, жената како проклество и вознес. Или пак од овој период втората негова книга Антологија на болката, во која поетот и не би бил поет ако не е поинаков од другите луѓе, кога Рацин со сопствената крв испишува стихови и порачува на тогаш средношколката Раца Фирфова, оти го зема нејзиното име и ќе ја прослави, ќе ја стане да биде бесмртна. Бесмртна всушност е нашиот Рацин, кој копнееше, кој живееше за љубовта. Жената за него е мајка, сестра, љубовница, девојка, пријателка, и тој извонредно добро го елаборира во еден свој текст Феминизмот во општеството, машинопис од 22 страници со 4 додатни страници, текст
кој Рацин го подготвувал за свој јавен настап, за говор одржан на 8. март 1935 година во Велес. Или пак во неговите библиски, во неговите антологиски, во неговите настолни македонски стихови во Бели мунгри за Ленка или подскриената под заборавената вела. Обраќајќи се во мајката, препознавајќи ја сестрата, сакајќи ја девојката, Рацин се обраќа и до македонската народна песна, која е едноставна, но совршена во својата убавина, тај може би проста, со кавал, со шупелка, меѓутоа ги отвора сите човекови пори, го отвора човечкото срце, го отвора животот и ја создава иконата на живењето. Ова го поставуваме со право. Може би ќе забележите професорот нешто сгреши, па отиде со македонската народна песна. Не. Рацин создаваше, се учеше на македонската песнопојна традиција и тоа го прави едноставно од причина зашто токму македонската народна песна го има македонското мајчинство. Ниедна песна во исто така една златна македонска книга, библиска, настолна книга, зборникот на браќата Миладиновци од 1861 година, до една песна си испеани од македонските жени. А имајќи го мачинството, практично го имаме целиот свет и вие му припаѓате на тој свет.